Добар ден, криптоентузијасти, како што може да видите од сликата позади, дојде време. Значи, време е за Ethereum Shanghai Upgrade. Можеме да видиме дека од моментот на нашето снимање е 11 часа и 11 минути до неговата реализација. Така да ќе објасниме на кратко што истиот значи и ќе објасниме што истиот значи посебно за валидаторите, за оние кои што направиле стейкинг на својот Ethereum пред 1-2 години, зависи кога сте го направиле тоа. И ќе објасниме како ќе изгледа целата ситуација со unstaking. Така да гледам дека тој дел е еден од оние кои што се најуплашени луѓето. Значи Ethereum тимот веќе направил детално пресметано како би изгледало и колку би биле практично повлекувањата во текот на целата оваа ситуација за Ethereum. Така да нели, во текот на ова видео на кратко ќе го објасниме тој дел и ќе објасниме кои се потенцијалните стравови од една страна поради повлекувањето на Ethereum од самиот блокчейн, нели, за да биде продаден, со оглед на фактот дека имаат големи стейкинг rewards, а од друга страна и што може да донесе дополнителна опасност во ваквата ситуација. Така да, прво ќе започнеме со најбитниот дел, каде што ќе објасниме како изгледа моментално самиот таймфрейм на она што моментално го очекуваме и ќе објасниме што исто представува мерч на кратко, иако тоа претходно сме го објасниле во нели соодветно видео, ќе го објасниме и ќе го атачираме ваквото видео од претходниот пат кога објаснуваме за Ethereum. На крајот од овој видео ќе може да го најдете во предлози за да видите подетално што уствари представува самиот мерч, со тоа што мерч представува првиот чекор на Ethereum од POW, односно Proof of Work во POS, односно Proof of Stake. На кратко, POW представуваше моментот кога Ethereum и валидацијата на трансакциите на Ethereum беше правена преку мајнери. Значи, ако се сеќавате, тоа беше во моментот кога се користеа посебни мајнинг машини, со цел да се практично да се одобри Ethereum, односно да се верифицира Ethereum трансакција и за тоа добиваа мајнерите соодветни Ethereum награди. Додека со мржот официјално започна преносот на ваквиот софтвер кој што се користеше претходно од майнинг во стейкинг, односно во стейкинг нодови кои што како такви валидаторите сами по себе представуваат посебен валидатор кој што ги одобрува овие трансакции во износ од минимум 32 етериума. Значи треба да имате 32 етериума за да може да имате ваков валидатор кој што понатаму ќе представува фактички нод кој што ги верифицира овие трансакции. Сега, проблемот е што почетокот на ваквиот значи, знаете и сами дека Ethereum 2.0 и почетокот на оваа транзиција почна од 1 декември 2020 година, што значи дека официјално сме повеќе од 2 години во целата оваа ситуација, 2 години и 5 месеци оприлика, со тоа што моментално сме конечно во завршната фаза, односно конечно мерч ќе биде завршен со реализирањето на Shanghai Upgrade. Зошто е Shanghai Upgrade толку битен? Затоа што конечно ќе може да се направи unstaking. Односно, дури и да е POS моментално, самиот софтвер во кој што моментално се наоѓа Ethereum, истиот се додека не може да направите unstake, односно да ги земете вашите стейкнати фактички Ethereum-и, нема да може да биде целосно POS технологија. Значи, се уште се рачуна дека е POW, односно до моментот кога нема да може во било кое време да ги извадите и ставите вашите Ethereum-и, вие се уште се рачуна дека сте во POW. Тоа е уште еден од големите ризици за кои што ќе поразговараме во доста сек, но тоа е на крајот од ова видео. Сега ќе поразговараме малку повеќе за POS и пред да започнеме со конкретниот Shanghai Upgrade, би сакал да напоменам дека мора да разбереме че ова не е последна надграба, ова не е главна надграба, ова е само почеток. Че ова е првата надграба, иако беше толку тешка, во која што официјално Ethereum почнува да работи како Proof of Stake. Додека од ваквиот момент понатаму гледаме дека имаме уште 4 различни надградби. Тоа се The Search, The Verge, The Purge и The Splurge, кои што треба да помогнат како во надградување на софтверот за да се намали и цената на трансакциите, да се намали и брзината. Значи, нели, сето тоа е Dank, Sharding и слично, за кој што ќе поразговараме понатаму. Значи, се уште не сме стигнале до Search за да можеме да разговараме за истиот. Сега ќе се фокусираме на мерч. Но она што треба да го разберете од оваа шема е дека сме на самиот почеток на развивање на Ethereum блокчейн, затоа што истиот сега веќе почнува да се развива како POS, комплетно поинаква технологија и затоа мора да разберете дека моментално е во почетна фаза. Значи, замислите уште колку напредни елементи ќе се додадат на овој блокчейн со цел да биде се подобар и подобар. Така да тоа е нели повеќе во search фазата, но сега ќе се вратиме на Shanghai кој што е многу побитен за вас во моментов. Односно, како што кажам, уште 11 часа, негде би требало тоа да биде по полноќ, односно
12:30 практично ќе дојде по полноќ. Сега, во однос на, знаеме кој е главниот момент. Вас ви интересира како ќе изгледа публикувањето на Ethereum и како тоа ќе делува на целиот систем моментално. Значи, првенствено мораме да разграничиме каков тип на публикување ќе има. Односно ќе има два вида на публикување. Првиот е partial, односно делумен, и целосен, односно full withdrawal, а тоа е кога ги публикувате сите 32 Ethereum заедно со наградите, кои што уствари представуваат вашиот стейк во самиот POS chain. Сега, значи во однос на partial, значи веќе најдовме конкретни информации, ќе ви ги покажеме само чисто онака за почеток, би сакал ова да ви го објаснам пред да продолжиме понатаму. Односно, како што можеме да видиме, значи во текот откако ќе биде завршен Шангај, ќе започне прво делегирање на стейкинг наградите, што уствари представува partial withdrawal. Односно, директно инвестираните 32 Ethereum ќе добијат награди одма на својот новчаник. Оние кои го оставиле својот Ethereum во пул, ќе мора да се консултираат со организаторите кога ќе им ги достават наградите од стейкинг. Само 16 барања сега. Значи, што е битниот дел што треба да го разбереме пред да продолжиме кон статистика. Значи, оние кои што сами вложиле 32 Ethereum и имаат свој валидатор, ќе добијат директно награда веднаш после реализирање на Шангај апгрейдот. Додека оние кои што инвестирале во пул, како што е Rocket Pool или Lido, ќе мораат да добијат соодветно известување, а тоа е во оваа ситуација, значи само да го покажеме моментот каде е тоа. Значи, овдека дури ставено е за да видите како тоа изгледа. Значи, ќе треба да се консултирате, како што гледате, има Coinbase има, значи, свој пул, Lido има свој пул, Rocket Pool има, свој пул, така да ќе треба да добиете ваков тип на известување, затоа што вас нема директно да ви биде исплатено, да ви биде исплатен стейкингот, односно ќе мора да го добиете од ваквиот тип на пул каде што сте направиле стейкинг. Затоа што многу ретко се случува некој да има 32 Ethereum за да може да направи собствен нод. Така да верувам дека повеќето од вас сте направиле стейкинг на ваков тип на пулови. Така да следете ги, значи сигурно имаат своја собствена страна без разлика каде е сето тоа направено, каде што ќе ви биде известено кога ќе добиете наградата која што ви следува за стейкингот кој што сте го направиле. Сега, битниот нешто кој што треба да го разбереме е дека во однос на partial staking, дури и наградите ќе биде потребно часови за да бидат делегирани. Зошто е тоа така? Затоа што може само 16 барања, односно 16 трансакции да бидат процесирани во еден блок од 12 секунди. Така да, мора да го разбереме ово како статистички дел за да разбереме дека нема да се случи во еден момент. Не може да продаете нешто што го немате. Односно, ќе бидат потребни часови за да бидат делегирани сите овие барања за staking rewards на вашиот новчаник за конечно да бидат, дадени на практично да ви бидат дадени во новчаникот за да може да ги продаете. Така. Сега каде е овдека проблемот? Не заборавајте дека во сите овие блокови од 12 секунди кои што уствари се процесираат на Ethereum, имате и стандардни Ethereum трансакции кои што се за секојдневно минтање, продавање, купување и слично. Така. Додека во истата ситуација имате момент каде што дополнително на сето тоа добивате и плюс барање за staking rewards. Исто така, не заборавајте дека најголемиот дел од стейкот кој што моментално се наоѓа на Ethereum е од ваков тип на пулови, што нема директно да ви ги дадат наградите, односно ќе биде потребно време. Како што може да видите, пишено дека 24 часа после комплетирањето на Шангај ќе почнат да ги делат наградите. Што значи дека они ќе чекаат целосно да ги добијат наградите за вашиот стейк, па потоа ќе ви ги делегираат после 24 часа. Така да уште еднаш ќе напоменам, немој да очекувате дека во првите неколку сати вие ќе ги добиете веднаш наградите, ќе ги добиете само доколку вие директно сте направиле стейк на 32 Ethereum, односно имате свој валидатор. Така да, пак ќе кажем, потребни ќе бидат часови за конечно да се делегираат сите staking rewards. Сега, дополнително не забравяйте дека на дневно ниво може да бидат направени само 115.200 трансакции, што значи дека се лимитира, така, бројот на трансакции кои што може да бидат процесирани, во кои што не спаја само повлекување парцијално и целосно, туку дополнително имате и нормални трансакции кои што се на секојдневно ниво, на секој часовно ниво, практично во самиот Ethereum блокчейн. Дополнително не забравяйте дека има 564.000 валидатори кои што имаат сите по 32 Ethereum. Така, значи имаме огромен број на валидатори. Зошто го велам ова? Затоа што значи многу помал број на валидатори се потребни за Ethereum блокчейнот да може нормално да функционира. Затоа што знаете дека POS блокчейнот зависи од бројот на валидатори кој што во минимален број е потребен за истиот да може да функционира непрекинато.
Сега, за full, тоа е уствари моментот кај што многу луѓето можеби планираат да ги извадат целосно и наградите и целиот етериум кој што го стейкнале за валидатор. Значи, ќе има посебен механизам наречен валидатор churn, за кој што ќе поразговараме малку подоцна. Сега би сакал само да се вратиме овде на моментот за да видите зошто не се очекува толку многу да има публикување во првите часови. Значи, прво, една битна работа која што секој мора да ја направи кога сака да ги повлече своите средства е да го смени. Сега ова точно не го знам точно да го објаснам, затоа што ова е дел со малку програмски, да речеме, значи вели if a validator initiates a full не, добро, ова е уствари што ќе се случи затоа што проблемот е што мора да го сменат својот withdrawal адрес. Значи адресите кои што треба да ги направите со цел да може да ги примите стейкинг наградите не можат да бидат веќе 0x00, туку мора да бидат направени 0x01. Односно, самите валидатори мора да сменат својата адреса кога би сакале да ги примат овие награди, практично на тој начин се припремаат за да ги добие стейкинг наградите назад. Сега, кога го гледаме ова моментално што се случува, значи убаво објасниле тоа, дека доколку не го сменат овој почеток на адресата на Ethereum валидаторот, они фактички нема да ги добијат ниту стейкинг наградите, ниту публикувањето доколку сакаат тоа да го направат, односно мора прво да ги променат за да ги добијат и стейкинг наградите и значи тоа не че ќе исчезнат, само нема да ги добијат во моментот кога ќе направат побарување да им бидат исплатени. Сега, зошто е ова битно? Затоа што моментално според статистиката која што е направена само 2 дена, гледаме дека поголем дел од наградите, односно од оваа вкупна бројка на валидатори, само 258.112 валидатори ја смениле својата адреса на 0x01, додека останатите 323.041 се уште не ја промениле својата адреса, односно очигледно не се брзаат да ги земат своите етериуми, затоа што на ваков тип на адреса не може да бидат исплатени. Што значи дека овие 323.000 додека не ги променат своите адреси на 0x01, па понатаму адресата која што следува на вашиот валидатор, нема да можат да примат исплата. Така да покажуваат дека веднаш на овој начин, значи се уште се гледа дека нема да има толку брзо публикување на етериумот од овие staking reward. Сега, оприлика, значи според нивните статистики, се очекува 1.137.000 етериуми да бидат наградени. Значи ова е целосната сума на стейкинг која што моментално ја има, која што треба да примат сите практично стейкинг валидатори. Така. Сега, значи моментално маркет капот на тоест колку имаме токени, само да погледнеме за да може да го објасниме тоа. Значи имаме 120,5 практично милиона токени на Ethereum. Така. Што значи дека овој 1 милион не е ниту 1%, се разбираме, значи не е ниту 1% сумата на Ethereum која што ќе биде одлеана како стейкинг награди на овие луѓе кои што ќе ги повлечат назад. Сакам да кажам, значи овдека е моментот кај што треба да разберете дека нема толку голема сума на Ethereum во стейкинг моментално што би можела да предизвика ваков проблем. Значи тоа е вкупната сума, а за да биде исплатена се вели дека целата сума конечно да биде исплатена се потребни негде околу 4 до 5 дена со нормална работа на Ethereum блокчейн. Така да 4 до 5 дена и тоа е помалку од 1% вкупната залиха на Ethereum не е проблем. Така да бидеме реални, че 1% дури и сите да го пробаат во моментот кога го добиваат, тоа ќе биде развлечено низ 4 до 5 дена. Така. Сега. Битна работа што исто така треба да разбереме што они очекуваат за првиот ден очекуваат оприлика 706.000 етериуми да бидат продадени. Што е оприлика што очекуваат да бидат одстейкани и продадени практично. Тоа е колку очекуваат за самиот прв ден. Со тоа што дополнително 1,31 билион ќе биде вкупната вредност според моменталната цена на тоа колку уствари ќе добијат луѓето на своите новчаници. 1,3 на 225 билиона е ништо. Така? Значи, затоа и велам дека во оваа ситуација количината која што преку ден ќе ја добиваме како staking rewards на сопствените новчаници не е ништо во споредба со нејзиниот market cap, односно Ethereum market cap. Што значи дека нема доволно во системот кој што ќе го добијат за да може да направи некаков тип на колапс. Друга битна работа која што овдека, значи гледате многу добро го направиле овдека за да може да се види. Значи ова е во случај да имаме 0 withdrawals,
значи нула побарување за враќање на Етериум, 50% и 100%. Значи, погледнете, во првиот ден, значи, кога погледаме колку денови се потребни за да се повлече туку сето она што моментално е, нели, ставено практично сакаат да го повлечат за staking rewardите, потребни ќе бидат, значи, за 0%, нели, нормално 2 дена, ако нема некој практично, како што може да видиме овдека, ова е уствари колку ќе бидат продадени на ден доколку почнат да ги повлекуваат, нели, во однос на како ќе ги повлекуваат фактички. Значи, доколку 50% од наградите се повлечени во однос на еден ден, ќе бидат продавани отприлика по 235.000 Етериум на ден и потребни се некаде околу 2 до 3 дена за истите да бидат повлечени и продадени. Доколку 100% од луѓето ги повлечат своите награди и ги продаваат на ден, отприлика се очекува да продаваат 252.000 Етериуми на ден и потребни се некаде околу 4,5 дена за тоа да се случи. Односно, ова е вкупната сума на Етериум која што веќе ја видовме дека се очекува да биде награда за, односно тоа е веќе стейкинг кој што е распределен, само треба да биде делегиран на овие новчаници кои што практично нели го имаат започнато стейкингот без разлика во кој период. Така да, тоа сака да ви кажа дека 250.000 Етериуми на ден не е ништо посебно за да може да се секираме дека поради ова би пропаднала цената, да бидеме реални. Сега, во однос на full withdrawal. Значи, сакам да кажам дека досега оно што успеавме да го заклучиме е дека и во најлоша ситуација во која што сите би сакале да ги продадат своите досега повлечени Етериуми, значи не би било толку голем проблем затоа што гледате. Значи сумата на ова е многу помалку од 0,3%, така нешто ќе дојде. Така да не гледам причина зашто би се секирале во оваа ситуација искрено. Значи, навистина не може да направи никаков специјален колапс. Сега, во однос на full withdrawal, односно докога некој сака да ги повлече комплетно и Етериумот и своите награди, значи многу добро објаснето овдека вели вака. Значи има посебен така наречено validator churn во кој што е дозволено само одреден број на валидатори да можат да излезат од системот со цел да се задржи бројот на валидатори кој што е потребен за Ethereum блокчейнот да биде стабилен. Во моментов, значи до последниот апгрейд, тоа е негде на почетокот на овој месец, крајот на март, значи имаме околу 1800 активни валидатори на ден од вкупниот број од 250.000 кој што го видов. Значи идејата е дека самиот Ethereum блокчейн нема да дозволи луѓето да може да си ги повлекуваат кога сакаат, туку ќе го прави тоа врз основа на оваа практично да некој начин механизам во кој што ваквиот validator churn ќе ви дозволи да излезете само доколку некој друг влегува, на пример. Се разбираме? Значи ќе има дозволено колку број на валидатори смеат да излезат во однос на тоа колку валидатори влегуваат во овој систем. Сега, гледано од овој аспект, што можеме да разбереме? Прво, мораме да напоменеме уште еднаш дека не сите ќе сакаат да продадат, зошто? Од аспект на цената. Односно, значи, стейкингот на Ethereum 2.0 започна од 1 декември 2020 година. Значи, гледано од стейкинг rewards-ите, ја мислам дека немаме никаква причина да се секираме. Но гледано од кога влегле на пазарот, значи оние кои што влегле на самиот почеток влегле на цена негде околу 600 до 750. Значи тоа е буквално во текот на декември, така. Што значи дека во овој момент они би биле во добри 2 до 3, па и така нешто 3,5 пати во профит од моменталната цена, оприлика. Во однос кај сте внеле, така, кај сте ставиле по стейкинг. Сега, проблемот е што поголемиот дел од стейк од оние кои што влегле во стейкинг се многу над 2000. Над моменталната цена која што е точно 1872. Што значи дека поголемиот дел од Ethereum е влезен во стейкинг над 2000 во претходниот bull market и во овој дел на паѓање на самата цена на Ethereum, што значи дека многу голем дел од овие луѓе кои што влегле во стейкинг се во загуба и поради тоа нема да одлучат да продадат затоа што нема логика да продадете нешто што веќе сте во загуба ако чекате следен bull market. Од друга страна, оние кои што имале на некој начин храброст да го заклучат својот Ethereum на толку долг рок, очигледно веруваат во неговата вредност на подолг рок, така да голема веројатност дека нема да го продадат кога прв пат ќе го добијат назад. Посебно кога станува збор за следен bull market, да бидеме реални. Така да од оглед на цената исто така не очекувам там, затоа што поголемиот дел од оние кои што стекаат се практично во загуба, односно го купиле и го заклучиле над 2000, каде што моментално се уште не сме ни пробиле. Така да и од овој сегмент сме добри.
Единствена проблем, како што кажавме, е ова, а тоа е фул повлекувањето на 32 плюс стейкинг награди, кое што не верувам дека исто така многу ќе се случува, со оглед на фактор дека го имаат овој механизам, сега останува уште да видиме како точно ќе функционира, но го имаат овој механизам и нема да дозволат едноставно сите валидатори да излезат од Ethereum, како што можеме да видиме од до сега објаснетото. Така да, гледано од Shanghai апгрейдот и од времето во кое што ќе треба ова да се реализира, значи од 4 до 5 дена само за да бидат доделени сите staking rewards. Дополнително имате нормални трансакции, дополнително имате луѓе кои што сакаат целосно да излезат, кои што нема да им биде дозволено постојано да излегуваат нормално, со оглед на фактот дека како што може видите сами има посебен механизам, и да не забораваме дека поголемиот дел од оние кои што имаат награди моментално не ја ни промениле својата адреса за да може да ги примат наградите, а камоли да излезат од моментално Ethereum валидатор пазарот, да речеме. Така да, од друга страна да не забораваме дека имаме огромна количина на валидатори од 564.000, кои што како такви треба многу од нив да излезат за целосно да се дестабилизира Ethereum. Значи, од тој аспект како што можеме да видиме, не гледам никаков проблем. Дополнително да не забораваме дека Ethereum и понатаму влегува во дефлација, значи моментално е на минус 0,238, најдлабока дефлација која што некогаш ја имал, и гледам дека и понатаму ќе имаме само поголемо вдлабочување на оваа дефлација, односно наспроти останатите, да речам, и валути кои што се во инфлација, во однос на тоа колку се произведува на годишно ниво и се зголемува самиот circulating supply, овде ќе имаме повеќе се гори од колку што се произведува. Што значи дека во оваа ситуација моментално на годишно ниво се горат 964.000 етериуми, а се произведуваат 677.000 етериуми во однос на, нели, наградите кои што се даваат на оние кои што имаат валидатори. Така да, оваа сума е фиксна. Оваа сума нема да се променува. Моментот кој што треба да го забележиме моментално е дека се очекува огромен број на трансакции моментално на Ethereum мрежата. Што значи дека оваа бројка само ќе расте. Посебно да не забораваме дека влегуваме моментално и во следен bull market, што значи дека се повеќе ќе расте горењето, затоа што овој механизам е направен да гори дел од фито од секоја трансакција. Што значи дека се повеќе и повеќе ќе влегуваме во дефлација, она што ние го најавивме уште на нова година, моментално се случува. И верувам дека ќе се зголеми многу повеќе во текот на наредните неколку дена, посебно поради ова публикување на staking rewards. Така да верувам дека се повеќе ќе влезе во дефлација, што дополнително ќе помогне на цената на Ethereum. Како ќе се одвива се тоа останува да видиме. Не можеме да знаеме се додека не видиме точно како ќе се одвива целата оваа ситуација, и дополнително да не забораваме дека иако досега не било случај, никој не го запира моментот дека може да се случи и поради некоја техничка причина апгрейдот да пропадне или апгрейдот да не биде успешен. Така да, иако јас не навијам за тоа, мораме да го земеме во предвид. Тоа би било многу поголем проблем од моменталните награди кои што се публикуваат од стейкинг или од full withdrawal на Ethereum. Така да имате го тоа во предвид, тоа е многу поголем проблем што може да се случи и мораме да видиме што ќе се случи денес по полноќ, но пак не гледам причина, верувам дека се ќе помине како што треба, останува да видиме заедно. И најбитниот момент од целата оваа приказна се овие две вести, а тоа е дека прво, значи да не забораваме дека SEC изјави уште на почетокот, значи кога практично беше најавено за Shanghai апгрейдот, тоа беше пред 2 месеци, дека сите POS блокчейни се securities, односно хартија од вредност. Значи, SEC и понатаму останува на изјавата дека сите POS блокчейни се securities, односно хартија од вредност. Што значи дека да не забораваме на овој момент, значи џабе ние ќе се израдуваме дека се поминало како што треба, кога ова може да биде најголемиот проблем со кој што може да се соочиме. Односно, никој не ги запира гадовите од SEC утре, откако ќе биде успешен овој POS, нели, транзицијата на POS на Ethereum, да поднесат тужба против Ethereum. Значи, не го заборавате овој момент, иако е сарказам, иако е на некој начин горк завршеток на она што било сосема добро до сега, значи ова е прв пат во историјата некој да успее да направи транзиција од POW во POS, и тоа зборуваме на еден од најголемите блокчейни во светот, за да заврши се со тужба од страна на SEC. Повторно, тоа не значи дека ќе заврши Ethereum блокчейн, тоа само значи дека ќе имаме дебакл како што беше ситуацијата со Ripple, но повторно Ethereum е многу поголем од Ripple моментално и е многу пораспространет, и Ethereum не е само во мурика. Тоа мора да го разбереме, што значи дека ваквата тужба може да го намали развојот, може да ги избрка, да речеме, оние кои што не се сигурни во Ethereum, но јас искрено верувам во Ethereum на долг рок и верувам дека ова може само да
биде уште една пречка која што Ethereum ќе ја надмине евентуално. Значи не можеме да знаеме кога, не знаеме дали тоа ќе се случи или не, но мораме да го најавиме како една од можностите во текот на овој период што следува, затоа што пак ќе кажам, до сега се уште Ethereum се рачуна како POW, затоа што луѓето не се спремни, не се способни, значи не можат да ги повлечат своите Ethereum. Во моментот кога ќе почне ваквиот процес на повлекување, без разлика дали е тоа стейкинг награди или целосно повлекување, автоматски влегува во целосен POS систем. И на тој начин може да потпадне под ваквата, како да кажам, телетабис регулатива на SEC и да добие тужба, затоа што се уште нема јасна регулатива во Америка. И дополнително да не забораваме, ако ова не се случи, значи ваквиот момент дека може да се прави стейкинг на Ethereum блокчейнот, автоматски може да делува и многу позитивно, значи тоа да не го забораваме. Односно да им даде до знаење нови капитални играчи дека моментално Ethereum е full POS и дека навистина може да ги стават своите Ethereum да добијат стандардна фиксна награда на крајот од годината, која што ако не се 4,4% во стейкинг, но како и да е. Значи, тоа е само уште еден чекор кон адаптација на Ethereum на глобална сцена и верувам дека многу ќе помогне во однос на корпорациите и институционалните играчи. Останува да видиме, но ова е проблемот со кој што се соочуваат доколку SEC на некој начин поднесе тужба. Така да поради оваа причина верувам дека корпорациите и институциите ќе останат уште да чекаат додека не се направи јасна регулатива во Америка со која што ќе може да се одлучи дали да се инвестира во Ethereum или не. Тоа е се што имавме околу Ethereum блокчейнот, само сакаме да напоменеме дека исто така денеска, затоа рековме дека еден од најбитните денови, ќе биде негде околу 2:30 попладне или 3 оприлика, ќе биде значи обелоденета и стапката на инфлација на CPI и Core, за која што вчера објасниме подетално во видеото, може да го погледнете во детали, а утре ќе објасниме откако ќе ја добиеме истата како сето тоа очекуваме да се одвива на пазарот, со тоа што уште еднаш ќе напоменеме, значи во однос на целото објаснување што го имаме вчера, само на кратко ќе кажеме дека доколку добиеме намалување на CPI и Core инфлацијата од значителен аспект, значи од 0,3, 0,4, 0,5 и повеќе, значи очекуваме дека тоа позитивно ќе се одрази на пазарот, односно на тој начин се повеќе се дава причина Федералната резерва да престане со rate hikes, а со тоа се намалува стравот на пазарот и се очекува значи ризичните пазари како криптовалути, како хартија од вредност да почнат да растат во цена. И обратно, тоа го добиеме, значи во овие две сценарии, јас очекувам да имаме страф на пазарот, односно да добиеме стагнација. Значи оваа ставка која што моментално имаме од 6 да остане на 6 или можеби 5,9, значи да нема некој значителен пат. Истото важи и за Core инфлацијата, во кој што ќе добиеме значи практично потврда дека Федералната резерва и понатаму мора да продолжи со rate hikes, што значи дека стравот се враќа на пазарот и очекуваме пазарите да изгубат на вредност, исто така и доколку инфлацијата се зголеми. Доколку инфлацијата се зголеми, можеме скоро со сигурност да кажеме дека rate hikes ќе продолжат, што значи дека очекуваме страф на пазарот и паѓање на цените. Тоа е се што имаме да кажеме, проследете го значи Ethereum Shanghai апгрейдот заедно со нас, се надеваме се ќе помине како што треба и утекот на утрешниот ден ќе направиме техничка анализа за да образложиме како прво што се случи со самиот Ethereum Shanghai апгрейд, а второ и со ситуацијата со инфлацијата и што понатаму. Ви благодарам, имајте добар ден и уживајте во нашата работа како и секогаш. Поздрав од Крипто Гемби.